Многу посетители, малку место. 3D киното беше навистина претесно да ги прими сите оние кои сакаат да ја следат свечената академија посветена на 100 годишнината од раѓањето на Димката Габерот, легендарниот борец, херој, кој никогаш не го доби оваа одличие, иако меѓународот остана поголем од херој. Кавадарци му се одолжи на великанот со свечена академија во организација на градоначалникот и советот на општина Кавадарци и музеј галеријата од овој град. Габерот е еден од великаните на народно-освободителната борба и револуционарното движење во Тиквешијата од 41 до 45 година, но и пред тоа. Својот живот го посвети на револуционарната борба и загина на неполни 27 години. За неговиот лик и дело пред присутните зборуваше историчарот Петре Камчевски. Исклучителен талент и интелигенција. Со диплома на учител, невработен, го прави својот прв јавен испад во 1936 година на плоштадот во Кавадарци, каде пред голема маса народ отворено и смело ја напаѓа експлоататорската политика на владата на Милан Стојадиновиќ, директно во лице на министерот за социјална политика и народно здравје Драгиша Цветковиќ. На прашањето од министерот дали некој од присутните сака нешто да каже, по известно комешање се јавил младиот Димката Ангелов и смело, без да му затреплери гласот, рекол, цитат: "Драги сограѓани, го поздравувам господинот министер и му благодарам што дојде во Кавадарци да не запознае со положбата на државата, а уште повеќе самиот да се запознае со овдешната положба." Тогаш сите погледи биле насочени кон младиот 20 годишен учител од Ваташа. Веднаш можам да истакнам, продолжи Димката, дека нашата тешка историја за која што зборуваше господинот министер се уште не е минато за овој народ. Ни една влада до сега, па ни владата на господинот Милан Стојадиновиќ, па ни министерот Драгиша Цветковиќ ништо не направија да не куртуват од ова тешка положба. Со векови измачуван овој народ се мачи и денеска. Неговите маки немаат крај. Среќата и радоста за него се непознати. Тој знае само да работи и дење и ноќе, многу да работи, а што има? Ништо. Ни покрив над главата, ни куќа, ни покуќнина, а работи и полугладен. Се храни со столчен лук, оцет, вода и корка сувалеп, а понекогаш и тоа го нема. Во април 1943 година Димката е избран за политички комесар на штабот на Трета оперативна зона. По низ на сериозни и долготрајни подготовки, до 14 мај 1943 година е формиран Тиквешкиот партизански лагер Добри Даскалов, една од најголемите и најборбените партизански единици во тој период во Македонија. Своето име Одрот го добил од чест на прославениот илинденски војвода од овој крај Добри Даскалов на предлог на Димката Габерот. Во Одрот Димката ја врши функцијата политички комесар и заедно со командантот Никола Минчев ги координира сите акции на Одрот. Во текот на мај истата година, тој во својство на политички комесар на Трета оперативна зона го координира и формирањето на Гергелискиот партизански одред Сава Михајлов. За смртта на Габерот има многу контраверзи. Јован Риднански се сеќава на тие последни моменти поминати со Габерот, цитат: "Планински бори си води сметка за себе зашто си веќе сам. Тоа нешто ме натера да погледам кон него и го видов со излечен пиштол, од кого испука еден пушнул во својата глава. Бев немочен ништо да сторам, беше на 2 места ранен, за да не падне жив во нивни раце, самиот си го одзеде животот. Тоа можеше да го направи само човек како што беше Габерот, кој што целиот свој живот го посвети на револуцијата, а на крајот смело и одважно си го одзеде својот живот. Тоа кај мене остави силен впечаток и ми служеше за пример за целото моје присуство во народно-освободителната борба." Завршен цитат. Она што посебно го одликуваше беше неговата неизмерна љубов и почит кон слободата, кон човекот и кон својот народ. Меѓутоа, тие кои што добро го кажуваат дека Габерот бил голем другар и искрен пријател, во кругот на своите другари и пријател бил весел и интересен соговорник и голем шегаџија. Од Бога бил надарен да свири, да пее, да игра, а бил и голем спортист. По загинувањето на Габерот останаа многу дилеми кои ден денеска ја разбрнуваат јавноста во целиот Тиквешки крај. Како загина Габерот и зошто Димката Габерот не беше прогласен за народен херој? Ете, токму таа негова храброст и мистеријата околу неговото загинување го направија да биде легенда за Тиквешијата. Инаку во рамките на свечената академија се одржа и културно-уметничка програма. Актерите при Домот на културата Иван Мазов Климе реализира кратка театарска изведба, настапија и пејачката група Јангел Тотов при Сдруженијето на пензионери, триото Ад Либитум и хористите од основните училишта што го носат името на Димката Ангелов Габерот од Кавадарци и од Ваташа.